Добар ден на сите. Повеќе е поставување на прашање отколку нудење на одговори или концептот на фрлена рекавица. Ќе се обидам согласно она што е мојот материјал пред мене да не го злоупотребувам времето колку што е можно, но тоа оставам и на времето и на модераторот да одлучи. Значи, кој е вистинскиот извор? Дали воопшто и можеме да го поставиме тоа прашање во обидот на презентирање на аргументите од една страна на транскуманистите и од друга страна на биоконзервативците во однос на новите технологии, каде сме овде и согласно предпоставувам на познавачите на проблемот на односот помеѓу транскуманизмот и биоконзервативизмот, истиот уште на самиот почеток можеме да го сумираме во едно спротиставување на одреден број на поидовни позиции, имено поидовна точка на еден од носителите на транскуманизмот, Савалеску, е позиција која што во многу нешта е техно-прогресивистичка, односно неолиберална или либерална ориентација, додека од другата страна ставот на Фукујама како еден од главните представници на биоконзервативизмот имплицира еден чекор нанапред, односно враќање од човековите кон природните права. И од спротиставените ставови на овие генерализирани идејно-теориски ориентации се забележува уште на самиот почеток едно слично тежнение, а тоа е поголем надзор и контрола на државата за добробит на поединците или пак на човечкиот род. Кон што води тоа е следното прашање и дали тоа е вистинскиот одговор, затоа што во крајна линија ќе не одведе до одреден тип, дали на Агамбен, дали на Фуко, нешто што се нарекува биополитика. И додека Фукујама во одредена мера оправдува користење на биотехнологијата за лекување и превенција на болести, оној момент на терапевтско користење на транскуманистичките методологии, Савалеску оди чекор понатаму, сметајќи дека поимот human enhancement го зедов како унапредување, иако не е во цело соодветен превод на македонски јазик, на тој термин подразбира зголемување на должината и квалитетот на животот, при што тој главно се концентрира на генетските интервенции за таа цел. Сега, за таа цел, кои се нивните аргументи од една страна на транскуманистите, од друга страна на биоконзервативците? Дебатата околу технологиите за човечкото унапредување има своји поддржувачи и противници, пред се и над се поради суштинските разлики кои произлегуваат од различното поимање на човечката природа. Транскуманизмот или уште како милуваат да го наречат посткуманизам се темели врз ставот за активна поддршка на технолошкиот развој во целина. И тој се застапува за практики на генетички и протетички когнитивни модификации на човечкиот вид, односно авторите што и припаѓаат на оваа ориентација веруваат дека научниот и технолошкиот развој, регулиран од законите на пазарната економија, представува значајна придобивка за поединецот. Или со други зборови станува збор за една условно саморечена нова философска школа која смета дека и е дозволена употребата на различни технологии, значи невротехнологии, биотехнологии, нанотехнологии и така натаму, со цел човекот да може да биде унапреден. Како што вели нејзиниот идеолог Ник Бостром, постчовек е термин за човечки суштества кои се далеку поразвиени од овие денешните. И до постчовечките суштества ќе се стигне доколку бидеме способни да ја совладаме нашата сегашна природа, да ја дадеме еден повисок квалитет и на тој радикален начин да ги прошириме сопствените способности. Тој нов човек всушност повеќе нема да биде човек од денешна смисла на зборот, бидејќи ќе биде толку изменет што веќе нема да му припаѓа на човечкиот вид. Сега, философскиот идеал, ако ова го наречеме дека е некој облик на филозофска школа, е сличен на идеалот на просветителството. Со таа разлика што е измешан со постмодернистичкиот етички релативизам и етичкиот скептицизам. За разлика од многуте философи, општествени критичари и активисти кои моралната вредност ја ставаат во зачувувањето на природните системи, транскуманистите самиот концепт на природно го гледаат за проблематичен и нејасен во најдобар случај, а во најлош да биде пречка за напредок. Имено, транскуманистичката мисла ја отфрла предпоставката дека човековата природа е нешто трајно, што значи дека во природата, а особено во човечката, нема ништо свето што би заслужувало почит и заштита.
се е променливо и подложно на вештачка манипулација и токму поради тоа трансхуманизмот често се критикува како правец на чиста охолост. Затоа од науката денес не се бара само моќ, туку најважниот концепт тоа е концептот на одговорност. Се разбира, науката како таква не е одговорна, туку човекот кој што ја изведува и ја применува, односно не технологијата, туку техниката, со други зборови и орудијата. Така денес веќе се повеќе не се говори за онтолошка или било каква друга човечка одговорност за сите живи суштества и за сите видови, станува збор за една биоцентрична одговорност според мерилата на универзумот на животот. И на тој начин, како што вели еден мој добар колега и пријател од Загреб, професорот Анте Човиќ, вели човекот ги надминал антрополошките рамки на одговорноста и со тоа де факто влегол во една теолошка димензија на одговорноста. И во овој контекст, според Джеймс Хјуз, негирањето на човечкиот природен инстинкт да се подобрува себе си и за таа цел да создава технологии истовремено значи и негирање на човечкиот идентитет. Неговиот опонент пак Ерик Коен смета дека преку радикално менување на човечката форма човекот ја менува и својата перцепција и искуството во светот и на тој начин ризикува да го поништи својот идентитет и достоинство како човечко суштество. Имено Хјуз смета дека е од суштинско значење разликувањето меѓу личноста и човекот. Според него може да се биде човек, но не и личност, или да се биде личност, но да не се биде човек, например, кај приматите. Затоа тој нагласува дека целта на демократијата е да ги заштити правата на индивидуата, за таа да може да изрази својата личност и го оствари својот најголем потенцијал. И како такви, граѓаните имаат основно право на технологија, на самоопределување, контрола во сопствениот живот и способности. И покрај тоа што и Хјуз и Коен се согласни дека заканата од нееднаквиот пристап до биотехнологиите може да биде надмината, Коен сепак нагласува дека основниот принцип на човештвото е физичката човечка еднаквост, која започнува со зачнувањето и продолжува со раѓањето. Во овој контекст најистакнатите биоконзервативисти, како Леон Кас, како Френсис Фукујама, Џорџ Анас и така натаму, го поставуваат централниот фокус на дехуманизацијата врз последиците од користењето технологии за човечко унапредување или human enhancement. Тоа значи дека оваа позиција на трансхуманизмот, наречена биоконзервативизам, му се спротивставува на користењето технологии за модифицирање на човечката природа со цел зголемување на човечките способности. И според нив најголемата закана од една таква употреба е подкупувањето на човечкото достоинство како највисока морална вредност, односно самиот факт да се биде човек. Затоа што се знае дека двете основни карактеристики по кои што ние се дефинираме како луѓе се нашата индивидуалност и неповторливост. И од тие причини тие се залагаат за глобална забрана на сите технологии што промовираат човечко унапредување, бидејќи според нив таа води кон одумирање на човекот и создавање на нешто што се нарекува постчовек. И во овој контекст Фукујама, например, за него трансхуманизмот представува најопасната светска идеја денес, сметајќи дека корените на оваа идеологија лежат во чудно ослободително движење, чии што застапници целат многу подалеку од лобистите за човекови права, феминистите, движењата за правата на хомосексуалците и така натаму, кои не би се задоволиле со ништо помалку од целосно ослободување на човечкиот род од собствените биолошки ограничувања. Неговите аргументи, само ќе ги побројам во интерес на времето, главно се три. Прво, дека постои уникатна човечка есенција која овозможува сите луѓе да имаат еднакви права, убавина, интелигенција и така натаму. Вториот аргумент за унапредување на луѓе, дека унапредувањето на луѓето ќе елиминира оваа есенција, и трето, тоа ќе биде извор на нееднаквост и уништување на човековите права на еднаквост. Со тоа произлегува од овој став на Фукујама дека трансхуманистите не ги разбираат основните човечки морални вредности. Тој нагласува дека со сите наши недостатоци ние луѓето сме комплексен, чуден производ на долг еволутивен процес, односно производ чија целина е многу повеќе од прост збир од нејзините делови. Нашите добри карактеристики се интимно поврзани со нашите лоши карактеристики. Доколку не сме насилни и агресивни, не сме во состојба да се браниме. Доколку немаме чувство на ексклузивност, ние не сме лојални кон оние што ни се блиски. Доколку не почувствуваме љубомора, не можеме да знаеме што е љубов.
Уште повеќе и нашата моралност игра критична функција во процесот на адаптација и преживување на нашиот вид. Доколку ја измениме било која од овие наши карактеристики, тоа истовремено би значило промена на сложениот, меѓусебно поврзан пакет на особености и никогаш не би можеле да го предвидиме конечниот исход, вели Фукујама во еден негов текст од Foreign Policy кој што го носи насловот Транскуманизам. Понатаму го имаме Леон Кас, кој смета дека обидите за искористување на технологијата со цел да се управува со човековата природа директно го загрозува човековото достоинство. Ги подкопува основните човечки функции, како што е животниот циклус, сексуалното општење, конзумирањето храна, извршување професионална дејност и така натаму, што во крајна линија сето води кон дехуманизација на човекот. И во овој контекст најдалеку, барем согласно мојот интерес, бидејќи предавам освен етика и биоетика, отишле биоетичарите Џорџ Анас, Лори Ендрюс и Розарио Исаси, кои предложиле дури и правна регулатива со која наследните генетски модификации би се инкриминирале како кривично дело против човештвото. Генерално, без да ги набројуваме сите застапници, а ги има многу, на оваа биоконзервативистичка теза, аргументите против хуманизмот, тргнувајќи од оние причини кои ги поброја Фукујама, односно ви ги представи предходно, би требало да се ограничи употребата на биотехнологијата на религиски, утилитаристички и философски основи и може да се класифицираат во неколку категории. Прво, неостварливост, второ, религиозни аргументи, трето, биокомплексност, четврто, губење на човечкиот интерес, пето, расно, класно раслојување, шесто, губење на сексуалноста, односно значењето на полот, дистопијата на Хакслиевиот храбар нов свет и секако на семејните вредности. И без подлабоко, затоа што имаме 10 минути за излагање, без она поекстензивна длабинска анализа во разработката на биоконзервативистичките аргументи, може доволно да се со доволна основаност да се констатира и сумира дека критицизмот, насочен кон транскуманизмот и неговите постулати, најчесто оди во две форми. Прво, опоненти кои тргнуваат од практичка примена, тврдејќи дека технологијата не може да овозможи остварување на транскуманистичките цели, и второ, опоненти кои ги критикуваат моралните последици од транскуманистичките постулати и самиот транскуманизам. И овие две форми, нивното зајакнато институционализирање и опонентите вклучени во нив, најчесто конвергираат, особено кога се разгледува една можна етика за менување на човековата биологија од аспект на недоволно познавање на технологии со кои што тоа би се спровело. И тие најчесто гледаат на транскуманистичките цели како на закана за човековите вредности, а во исто време го насочуваат проблемот во погрешна насока наместо да ги користат ресурсите за пронаоѓање социјални решенија. И во една минута, нешто во обид за заклучок, би рекол дека на крајот од сето она што претходно го споменав, може да извлечеме одреден тип на заклучок дека и едните и другите сепак имаат една заедничка основа. Една заедничка која што би била доволна за создавање на една така наречена можна етика на унапредување или човечко унапредување. Прво, свесни се дека новите биотехнологии даваат реални можности, суштински да ја менувате човечка природа. Второ, свесни се дека медицинските технологии многу често имаат легитимитет и покрај тоа што биоконзервативците главно го негираат секое користење на медицината која надминува чисто тераписки цели. Трето, загрижени и внимателни се кога станува збор за медицински ризици и несакани ефекти, и последно, загрижени се и многу често критички се однесуваат кон сите расистички и принудни евгенички програми. Затоа што еднодоследно спроведување на трансхуманистичкиот идеал, една од можните излезни точки би била новата Т4 програма. Сето ова овозможува со право да се заклучи дека важноста на истражувањето на human enhancement, унапредувањето човечко, се гледа во фактот дека динамиката на општествените односи во денешно пазарно ориентирано развиено општество, кое се карактеризира со своевидна етика на максимализација на должината и квалитетот на животот, не може да се согледа јасно без внимание кон пред се биолошкиот, медицинскиот и општествениот феномен на терминот или на концептот enhancement. Затоа употребата на биотехнологиите бара покрај медицински и општествена регулација, која е особено важна од организацијски, но особено од
правен аспект, а пред се одморна. Следно е самата програма. Ви благодарам.